згрижувач сум на деца од 2002 година. Во овие 16 години имам згрижено 8 деца, од кои 5 се ке родителите. Сега моментално имам 2 деца на возраст од 9,5 години и 7,5 години. На овие деца претежно згрижуваме деца со посебни потреби, бидејќи нив му треба повеќе помош, него ли не здравите. Чувството не може да се опише, треба да се доживее нормално. До која возраст ги чувате? Нема определено возраст за овие деца, спрема потребите на децата. До сега со возраста беше друго, бидејќи децава се напреднаја од дом, си ги зедоа родителите. Секи родителите, сега со овие ќе видиме, еве, како ќе биде, не знам. Апел и од мене сите оние кои што сакат да згрижат деца, слободно нека се обратат во центарот, нека згрижат. Не е ништо тешко, не е ништо страшно, нормално во почетокот е тешко, како секоја работа, во почетокот е тешка, така и ова. Нека ги отворат своите домови, нека ги отворат срцата, нека му пружат еден топол дом, нека му пружат љубов. Тој е од мен апел да се извадат децата од институциите. Семејството е едно, а домот е друго. Тоа што има во семејството, што можеме да му пружиме, во домот нормално не може да му пружат. Згрижувач веќе 17 година. Имам згрижено 3 деца. Ги зедов мали, едно на 4 години, едно на 8, едно на 12. Успеавме, па едното девојче успеа да заврши основно училиште овдека, моментално е втора година во Штип, учи, одличен ученик, со стипендија. Двете ода во дневен центар, супер се. Сум задоволна. 17 години. Сите години се кај? Сите 3 се кај мене. Од каде љубовта за тоа? Како започна? Започна, останавме без работа, двајцата со сопругот и слушнавме дека може да се згрижа, треба да се згрижа и покушавме со едно, па уште едно, 3. Децата ми се супер, напреднати, се зна, се разбира, значи никаква мака немам со децата. И пожелувам на сите да проба, да покуша, да вида и да помогна. Згрижувач на 12 години на 2 малолетни дечина со посебни потреби. Убаво е чувството да се види згрижувач, да покуша сите да нека видат, нека зема дечина, да види дека убаво е да се види хуман, едноставно. Можам да кажам дека сме презадоволни од кампањата. Од почетокот од 1 јуни, откако ја промовиравме оваа кампања, веќе поминавме 28 града и досега имаме, мое задоволство големо е, 270 јавувања заинтересирани граѓани кои што би сакале да станат потенцијални згрижувачи. И не само тоа беше целта на оваа кампања, секако една од целите беше да се запознае јавноста дека само семено обкружување е она што е добро за детето и за негов оптимален развој. Дека сместување во големите институции е поразително по развојот на децата и тоа мора да престане. Секоја општина треба да има алтернативни облици на згрижување за да децата кои што имаат потреба од некаков вид спестување и поради одредени причини се одвоени од семејството, од родителите, за да може да им се обезбеди сепак да продолжат да растат во една семејна средина. Во секој случај ние сме премногу среќни што вечерва сме домаќини на овај настан, на оваа кампања. Убаво е да се каже дека ние како Прилепчани сме хумани луѓе, имајќи предвид дека и во овај момент 20 семејства згрижуваат 34 дечени. Поминатото, за разлика од други места, само во Прилеп и нигде на друго место дури имавме 2 здруженија на згрижувачи по афинитет кои згрижуваат деца и кои меѓу себе разменуваат искуствени знаења од оваа област. Ние со ова фактички ја поттикнуваме дополнително свеста на сите оние кои ќе сакат да згрижат деца, да добијат сертификат, да речеме за згрижување, а постои и опција да се дојде до пензија преку згрижување на деца, ако најмалку 5 години во континуитет згрижуваат дете и по друг основ после 62-та година не може да остварат пензија. Очекуваме нашиот квалитет по однос на сместувањето и како подобро да го зголемиме. А може би знаете дека
ако немаме услови за згрижување на некои ново појавени дечини или дечиња кои се по институции, ќе направиме мали 2 групни дома за кои веќе Министерството ни обезбеди 2 стана кои ќе ни бидат на располагање. Сместувањето на овие деца во институции се покажа како несоодветна, значи бидејќи овие деца имаат потреба од семејства или да бидат најблиску до топлината на едно семејство. Министерство за труд и социјална политика, гледајќи ги околностите на децата кои растаат во установи, се зафати за сериозни чекори, значи на спроведување на процесот на деинституционализација, каде што дел од тој процес е и оваа кампања, каде што е предвидено до 2020 година сите деца од 0 до 3 години да бидат извадени од институциите и истите да бидат сместени во згрижувачки семејства или пак посвоени.